По повод одбележувањето на 15 октомври, меѓународниот ден на белиот стап, од Сојузот на слепи бараат државата и општеството да се залагаат за укинување на сите облици на дискриминација кон слепите лица во сите општествени сфери на животот, како достапност на физичкото опкружување, приспособеност на јавниот превоз на патници, слобода на изразување преку достапност на јавните информации и комуникации во формати кои се пристапни на слепите лица, како брајова техника и звучна техника на аудиокасета или аудио CD. Од Сојузот сметаат дека е потребна и соодветна примена на новите интернет технологии, пристап до образование и едукација под подеднакви услови на децата и младинците, вработување, екзистенција од приходите, социјална сигурност и независност, семеен живот и интегритет, култура, рекреација и спорт, религија, се со една цел – подобри услови за сестран и самостоен живот. Од Сојузот укажуваат и дека треба да се направат посебни тактилни патеки или тротоари со посебни коцки означени за движење на слепите лица, бидејќи на овој начин им се олеснува движењето на слепите лица и тоа се прави безбедно. Се бара и поголема заштита на унапредување на компензацијските права на слепите лица, меѓу кои правото на повисок надоместок за помош и нега од друго лице, надоместок до вработување на невработеното способено и рехабилитирано слепо лице, правото на набавка на автомобил без царински давачки и данок на додадена вредност, правото на помагала да биде уредено со закон и истите да се набавуваат постојано, право на личен асистент, изградба на Национален центар за рехабилитација на слепи лица, изградба на дом за стари и изнемоштени слепи лица. Потребно е, велат од Сојузот, и школување на кадри, перипатолози, односно инструктори за слободно и самостојно движење на слепите лица, а менијата во рестораните, кафе-баровите и слично да бидат испишани на брајаво писмо, како и употреба на истото на сите лекарства, при склучување на договори со физички и правни лица, банки, осигурителни друштва и брокерски друштва, како и телекомуникацијски оператори и слично.